Професор Митко Панов, историчар од нашиот институт, човек кој се занимава со Византија, византолог, како што обично историчарите ги нарекуваат кога се занимаваат со Источното царство и со релациите на Ватикан, папата во тој период. И не е баш така лесно 10 века едно 45 минути, дури и со желба да го стеснам просторот на историските елаборации на професорот кој се држи до логиката што поише докази, што помалку импровизации. Но, професоре, стигнавме до нешто што има па некојаш шарм, а шармот е во политичките пресметки за историските факти. Вие спомнавте Неретва, реакцијата. Во една прилика меѓу Скопје и Софија, под пресија, да речам условно, на Тито и така натаму, се правеа обиди за релаксирање на македонско-бугарските односи и така натаму. И мислам дека во тој ран период Тито ги испрати Црвенковски и Велјко Влаховиќ во Софија. Сега вие тврдите дека таму имало една интересна реакција после средбата меѓу Живков и Црвенковски и Влаховиќ. Што е тоа што е интересно? А е врзано за Самуиловото царство. Да, само јас би се навратил малку порано и еден... Немојте 10 Не. Значи, период од 46-49 година, кога самата бугарско раководство... Ама тоа е времето на Димитров, да. за да бидеме да, наясно. да, апсолутно. Тогаш нели се сосема други релациите и тогаш се носи одлука Министерството за образование да во Пиринска Македонија само влезе во македонската историја, иако тврда дека тоа не е национална држава, туку е феудална по својот карактер, дека тоа е држава на македонските Словени. И тоа стои во документите на Министерството, за да има тој период е еден релаксиран, можеби избалансиран однос. Значи, едноставно, бугарската историографија избегнува Самуил да го третира, или ако го третира е тоа во некаква позавиена форма, да кажеме условно. Тоа трае се до, како што спомнавте, Тодор Живков, кога се свртува перспективата, бидејќи Тодор Живков го покренува македонското прашање. И интересно е во стенограмите кои што се објавени во Софија во 1963 година, после средбата со Тито, Живков им се обраќа на своите сопартици на Централниот комитет и кажува, и меѓу другото, за Самуил и нели така нареченото фалсификување на историјата од страна на Скопје и Белград околу нели македонскиот карактер на Самуил. Меѓутоа, она што е интригантно, можеби да се каже, е дека фокусот на Тодор Живков и на вкупното раководство е на оној марксистички поглед на историјата, односно дека немало нации во средниот век. И тука е ударен фокусот и главниот аргумент на бугарското раководство дека не може македонското раководство, или тогашна народна подоцна Социјалистичка република Македонија, да тврди дека е наследник, дека нацијата потекнува од тоа време, бидејќи како што образложува и Тодор Живков, ниту па бугарите, ниту србите имале нации во средниот век. Тоа е еден аргумент кој што во тоа време преовладува. Значи, идеологијата си го прави својот. Она што е интригантно исто е дека на тој состанок тој изјавува дека изјавува подготвеност дека може, не смееме, нели, он така кажува, не смееме да отстапиме се од македонската, од историјата на Македонија, бидејќи тоа ќе значи отстапување на половина од историјата на Бугарија, меѓутоа можеме да им го дадеме сами со тие зборови, им се обраќа на своите сопартици. Не на Кристина. Добро, поштувани гледачи, тие што се вклучија, што го следат, уште еднаш го представувам професорот Митко Панов. Јас ве повикав за форма на диалог,
ваши коментари и ќе остане да лебди прашањето што тоа Крсте Црвенковски кажа по следбата со Живков и каква е улогата на овој прилично либерален комунистички лидер во формирањето на темелите на современата македонска држава. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Ало? Да, повелете. Поздрав до водителот и до професор. Добро. Поздрав. Ме израдува тоа што го чу вечерва од излагањето на професорот. Нешто не чу. Родното место на цар Самуил каде е? Ако има сознание. Добро. Еве, не знаеме кај е погребан, ама предполагам знаете кај е. Не, родното место, погребаното ја на тоа место имам оден од два-три пати. На во Мала Преспа во грчкиот дел, го имам гледано тоа, ме слушате. А каде му е родното место на цар Самуил? Не чув тоа или дали професорот го има запишано во неговата книга, а некој сознание нека ми одговори, па после ја ќе продолжам друг разговор. Добро, биете на линија. Каде е роден? Значи, немаме ние изворни податоци каде е роден, ниту пак околу неговиот етнички карактер, односно етнички идентитет, ако можеме така да го кажеме. Единствен податок се ерменските историчари, кои што се современици на Самуил, меѓутоа кои што се и единствените современици на Самуил кои што го идентификуваат по име. Она што е исто индикативно е меѓутоа фактот што самиот ерменски историчар Степан од Тарон го препишува етничката припадност на Самуил на ерменците. И од современа перспектива или од критичка анализа на изворите, едноставно тој податок го ставаме во сферата на дискутабилни, затоа што перспективата на ерменскиот историчар е таква да си го препишува припадноста на ерменците. Уште нешто да додадете. Добро вечер, уште еднаш. Добро вечер. По некој сознание, колено на колено, ја веќе сознание имам и напишав, верували, не верували, дека цар Самуил потекнува од народното село мое, поточно Дебихистарскиот крај село Зашле, во Атаро Зашлечки. Тоа е прекажано од колено на колено. Во Атаро Чиф, се извинувам. На село Зашле Демирхистар. Аха, добро. Атаро Зашлечки Демирхистар. И дека потеклото му е брсјачко. Тоа ми го кажа, го пренесо и сакам ја сум професорот овие денови да ми остави телефон, сакам да се видам и пошироко ќе мисли да разнам. Добро, побарате го во Институт за национална историја. Професорот Панов е секогаш расположен за собирање на преданија, зашто и предполагам и вашите се во сферата на преданија. Добро вечер, да следниот гледач ако има. Добро. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Сакам на професорот да му поставам две прашања кратки. Мене ме интересира колку крунисал цар Самуил и како можел да биде крунисан за цар кога не постоело Македонско царство, а постоело Бугарско царство. Дали има точни подаци он како е крунисан? Дали е крунисан како македонски цар или бугарски цар? Добро. Фала ви унапред. Благодарам многу. Дел на тоа одговоривме, но еве само вашиот интерес да биде. Единствениот податок, како што спомнав за кронисувањето на Самуил од почетокот на 13 век и преписката меѓу Инокенти и Калоен. Така да, како што спомнав, тоа е во сферата на инвенцијата или измислувањето на некаква традиција или континуитет на државните традиции, се со цел да се легитимира царската титула на Калоен и преку папството, бидејќи не се обраќа на Константинопол. Другиот аспект е, како што спомнав, дека... Што значи дека виси тезата од папата дал пас да биде прогласен за... Единствениот податок е од тогаш, меѓутоа, ако се
се земе предвид фактот дека Калојан тврди, а потоа папата, како што спомнав, до унгарскиот крал го потврдува тоа индиректно, дека папата го крунисал и Петар, едноставно се доведува прашање и самото крунисување на Самуил, бидејќи Петар се знае дека не е крунисан од папството. Тоа е едниот аспект, а другиот околу царската титула, нели? И тоа нешто го загатнавме со Острогорски и тоа продолжение на царските традиции. Според мене и според изворите, единствен кој што алудира на таков тип на, да кажеме, царски традиции, повторно е тоа интерпретација, е Јахја Антиохиски. Тој е источен автор, кој што пишува по смртта на Самуил и кој што вели дека Самуил ја чекал смртта на царот Роман, кастрираниот евнух, да се прогласи за цар, меѓутоа истовремено треба да се каже дека самиот Јахја од Антиохиски ги измешува личностите. Кога зборува за Самуил, зборува за Комитополот, кога зборува за Роман, зборува син на Самуил. Така да, пак тука доаѓаме до тоа дека од перспектива која се пишува, или ако знаеме дека Јахја Антиохиски користел византиски извори, очигледно дека тој ја пренесол таа идеолошка пропаганда која што настанува. Сега, поштовани гледачи, на следниот гледач, ако го има на линија, ќе го замолам или да се јави за 2-3 минути, да ја завршиме современата реакција меѓу Скопје и Софија во комунистичкиот и посткомунистичкиот период и стигнавме до средбата на Живков со Црвенковски и Влаховиќ во Софија и потоа едно обраќање на Крсто Црвенковски, кој беше тогаш член на најтесното раководство на Тито во Македонското собрание. Вам, што ви остава толку силен впечаток од тоа обраќање? Па значи, има две средби кои што се запишани за кои што располагаме со стенографски белешки, во кои што, како што спомнав, после 63-та, каде што се изразува подготвеност на Живков да кажеме условно да тргува околу личностите поврзани со историјата на Македонија, затоа што он признава дека во стенографските белешки дека основата на Самуиловата држава е Македонија, меѓутоа дека таа опфаќала и други соседни територии, така да неговиот аргумент е дека па може и Србија и Албанија и Бугарија да претендираат на тоа дека е нивна држава. Тоа се тие аргументи. Она што следи 66 и 67 година, 1966 и 67 година, тие се две средби на Тодор Живков и Црвенковски е повторување на истите аргументи, во кои што Црвенковски е доста дипломат во неговата реторика, за разлика од Живков, кој што инсистира на овие аргументи кои што ги збориме. Меѓутоа, Црвенковски не отстапува од тоа дека Македонија треба да се има свој личности, независно од тоа дека тврдењето што го споделуваат и заедно, дека не можеме да зборуваме за македонска или за бугарска нација во средновековието. Меѓутоа, веќе се насетува тој период кога фактички односите меѓу Македонија и Бугарија се диктирани од Советскиот сојуз и секое влошување на релација со Советски сојуз и Југославија се рефлектира на позицијата на Бугарија. Бугарија тука ја заострува реториката и веќе во 67-та година, кога Црвенковски е исто на страна од раководството македонско, се прави таа стратегија дека веќе треба да се започне со политика на демакедонизација не само на Пиринскиот, туку и на македонскиот дел. И тука веќе се заострува тој историографски судир, значи во тој период, кога веќе Црвенковски, барем според мене, е еден од најзаслужните во тој период за утврдување на македонската
посебност, да кажеме. И тоа со неколку важни чекори. Многу Тоа е важни. формирањето на реобновата на Охридската архиепископија, Македонската православна црква. Тоа е 67 година. 67, да. Ману е тогаш формирана. Ману е формиран и што е најважно многумина. Вие зборувате дека Софија била под влијание на руската историографија и политика. Долго време Скопје до пред Црвенковски беше под директна влијание на белградските школи и на историографијата и политичарите. И Црвенковски е тој кој практично ја стави оваа брана. За прв пат обидот, не обидот, туку и за обезбедување, прв пат Македонија добива генерал во ЈНА, тоа е, мислам, починатиот Карангелевски, кој потоа станува и командант на најпрестижната трета армиска област. Па тогаш во време на Црвенковски се составуваат трите истории на македонскиот народ. Да. Потоа се организира 69-та година, 1000 години од востанието на Комитополите и создавањето на средомаковната државност. Така да многу елементи се заокружуваат во време на Крстет Црвенковски, а тука мораме да истакнеме нели дека Антолјак е тој кој што ги поставува тие основи, бидејќи првите почетоци на апсолвирање на или на засегнување на некаков југословенски историски консензус во однос на средновековната државност, македонска државност во лицето на самата држава е 53-та година, кога се прави првата историја на југословенскиот народ, каде што се почнува, се иницираат тие првите зачетоци на под авторитетот на секако на Острогорски и другите личности во тоа време. Митко Панов, историчар, гостин, разговараме за цар Самуил и за некои релации во македонско-бугарските обиди, наместо страста на конфронтација да се претвориме во изучување на историјата без страсти. Или тоа што е заедничко да го регистрираме, да го одбележиме, тоа што не разделува да го испитуваме. Дали има уште некој гледач? Да. Повелете. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Не пратев емисија од почеток, али некдека пред едно 15 минути почнав да ја пратам. Ќе го прашам професор Панов, му честитам за овој негов труд, ова книгава што има напишано, како се вика книгата? Ослепена држава. Во англиска верзија. Ослепена држава, така? Да. Асоциацијата ви е јасна. Вака сега. Ќе го прашам професорот. Дали е рачистено воопшто од каде потекнува зборова, од каде нас не нарекоа Словени? Како дојдовме до тоа да не наречат Словени? Гледајќи ја емисијата на Љубомир Бошковски, вие Чомовски се сеќавате на новинарот во МТВ што работеше, беше во Америка, енарски, и го праша таму еден во библиотеката во Америка, таму не знам точно која библиотека, што мислите вие за Македонија и македонизмот? Овој, знаете што му одговори од библиотеката, му рече, за вас, македонците, е целата историја превртена и пренапишана во обратен смисол. Значи, вие, како словени, нити сте дошле со цевки преку Дунав, ниту преку Сава, него вие сте антички и со корен македонци. Вака му рече човекот и вашата историја е комплетно превртена. Сега, околу раѓањето на цар Самуил, значи се учеше во историјата дека ерменско потекло. Пред некој ден беше вашиот исто аналитичар Петар, порано беше во МТВ, тој истиот беше на сонце некни кажа дека цар Самуил роден е во селото Герман, денеска во Егејска Македонија. Добре, друг гледач од приказките од
собирањето уста на уста, како што обично преданијата се вели дека е од Емир Хисарско. Добро, ви благодарам. Вака, само уште ова. Да. Ние кај нас, македонците, најлошото што постои и како на некој начин да ни е удрено во генот да заборавиме и да даваме многу малку важности на нашите личности од Македонија. Еве ова само ќе ви го дам еден пример. Ланска преласка година беше 100 и не знам колку години беше од смртта на Самуил. Ние го одбележам не Самуил само со одено школа од Охрид, отиде на Самуиловите тврдини, а додека Бугарија го воздигна Самуил како бугарски цар. Исто така, еве ќе дам еден пример. Михајло Пупин е родом од Вевчани. Ние ни најмалку му даваме внимание дека е тој по потекло македонец. Ја ќе ви дам едно прашање и ќе ви замолам да го испитате и потеклото на Никола Тесла, дека е тој по потекло од Штип. Затоа ние македонците сме во ваков чор сокак, сите од сите страни да не сакаат, а од друга страна сите да не газат. Значи сакаат да не уништа на некој начин, врлајќи пепел врз се што е македонизмот. Македонизмот е религија во светот, тоа треба да биде јасно на сите. Затоа се сите против оваа Македонија и ова парче денеска што остана, ако нешто од ова парче остане уште во иднина. Добро, благодарам. Нема да правам коментар на вашите коментари, освен идејата, сега каде е роден цар Самуил? Како што спомнав, Герман се врзува со надписот откриен, датиран 993 година, близу Преспа, селото Герман. Меѓутоа тоа не е индиција дека таму е роден. Друго е прашањето дали тој надпис е веродостоен, иако сите слависти го признаваат како веродостоен, меѓутоа во книгата исто така го засегнува и тоа прашање, околностите во која што е откриен, односно реоткриен, тој е бил закопан од жителите најден па закопан, па руските историчари и археолози го откопуваат и го објавуваат 1899 година во јавноста. Токму во период кога е жива таа пропаганда во однос на Македонија, така да може тука исто дилеми да се констатираат, а околу Берзитија, кнежеството Берзитија, тоа е еден од аргументите, бидејќи кнежеството, односно територијата која што управувал Никола, кој што бил Комес, нели, не биле синови на Никола Комитопили, токму се може да се дефинира дека е токму во регионот на поранешното кнежество Берзитија, кое што го фаќала, нели, Охрид, Преспа, тие краишта и Централна Македонија. Така да тоа е друго прашање околу тоа Берзитија, прашањето околу повторно се враќаме на 19 век, дали тоа конструираниот термин Мари Дринов, Западна Бугарско царство, или Берзитија, или македонска словенска држава форсирано од српските историографи, зборувам за 19 век и подоцна од меѓу двете светски војни, укажува дека повторно не води на тој политички контекст. Добро, овие другите перцепции, другите искажувања, другите сознанија на нашиот гледач ги оставам како негово дискреционо право да интерпретира на овој начин, зашто овде не можам да тврдам дали е точно кажано тоа во Американската библиотека, а што се однесува до македонизмот, мислам дека тоа е веќе друга тема која што тема која треба посебна емисија. Веројатно ќе ни треба едно продолжение на вакви дебати. Добро вечер за последниот гледач и завршуваме. Да, добро вечер. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав на емисијата и на вашиот гостин. Вашиот гостин даде убави аргументи
од изворната документација која што е истражувал. Меѓу другото, го спомна и Јован Скилица, кој што дава податоци за битката на Белатица, околу прашањето била или не била. Јас би сакал да го прашам вашиот гостин. Постои еден документ кој што е постар од Скилица, тоа е така наречената битолска плоча, каде што ги наоѓаме дел од податоците за битката на Велатица. Меѓу другото, таму се спомнува и местото Клjuč, значи на словенско име. Јас би сакал да прашам, познато е иначе како бугарската историографија го тумачи, но мене ме интересира каков е нашиот однос на нашата историографија, на нашите историчари околу тој надпис. Добро, Благодарам многу. Благодарам. Имаме, мислам, уште еден гледач и со него да воспоставиме контакт и да ја привршуваме емисијата со одговори од професорот Митко Панов. Добро вечер. Ало. Да, повелете. Ајде, вклучете ме ако можете. Вклучени сте, еве, јас ве повикувам да кажете. Добро вечер. Добро вечер. Господине Чоп, колегата ужива во емисијава и на одреден начин ужива, бидејќи имам полагано кај таткото на професор. И ми беше професор, а дел од материјата што ја слушнав, се најдов во ситуација да научам многу работи, што нешто сум заборавил, може и татко му ми кажал, меѓутоа нешто така допрев, а мене се ми е вечер во умот, меѓутоа ќе беше многу фер, многу коректно да дојде некој од комисијата што преговара за историјата со Бугарија. Без разлика дали е среден век или не, требаше да имате. Моја забелешка, не значи дека не е успешна емисијата. Не. Добро, ви благодарам, прифаќам таква критика, меѓутоа ние имаме договор со професорот Георгиев, директорот на ИНИ, на Институтот за национална историја и водач на екипата, кога ќе се приближат до барем половина од преговарачките информации и дебати за различностите или доближувањето на историските факти. Во едно исцрпно ТВ интервју овде во отвореното студио ќе дојде да разговараме и другото и за тоа што и како е постигнато околу цар Самуил. Мислам дека е објавена една информација на тој план. Вам ви благодарам за јавувањето. Имавте уште едно прашање од... За битолската плоча, да. Добро е што него ни спомнавме во целата дискусија и едноставно тоа е надпис кој што открен во Битола при рушењето на тамошната џамија во 1956 година и е, како што спомнав, до тој период, до крајот на 50-тите години, има некој fair play, да кажеме, не се објавува од бугарската историографија, за да потоа во 60-тите години од 59-та па натаму почне да се експлоатира со цел да се докаже дека CV-то на самилата држава било бугарско, бидејќи во надписот стои дека Јован подигнува овој надпис во Јован самодржец бугарски, родум бугарин пород. Меѓутоа, она што е индикативно е што плочата се препиша на Јован Владислав. Меѓутоа, таа е оштетена. Не знам дали гледачот ја видел, еден значителен дел е оштетен и сето тоа што е од заимав и Мошин реконструирано како палеограф беше во сферата, ја барем така го интерпретирам, во сферата на една интерпретација или имагинација, бидејќи освен името Јован, дека бил
син на Арон, не се спомнува Самуил. И сите тие додатни елементи дека имало и битка и сето тоа се вметнати, бидејќи има големи празнини во текстот. Што значи вметнало и што го реконструира, да. Јордан Заимов и Тъпкова Заимова имаат книга публикувана. Тоа може нисто ја потврдува автентичноста, меѓутоа го поврзува со оној југословенски консензус на Острогорски дека да, можеби тоа е, меѓутоа дека е тенденција на поврзување со царската традиција на бугарската династија се со цел да се легитимира царство. Меѓутоа, она што е индикативно, а можеби единствениот посериозен аргумент на бугарските историографии е тоа. Меѓутоа, како што спомнав, има големи празнини во текстот и Хорас Лунд, например, го оспори, смета дека тоа е од 13 век надпис кога е династијата на Сеневците и дека тоа е едноставно креиран во тоа време. И уште еден момент само дека е тоа во минато време пишувано, така да и ако се земат предвид и овие празнини кои што ги имаме, едноставно повторно доаѓаме до сферата на интерпретација и имагинација. Добро. Пред да ви се заблагодарам, професоре Панов, со најава практично и на уште еден блок ЕПП и враќањето кон последниот преглед на вестите. Повеќе човечко истражувачко. Еднаш нунавте во ватиканските архиви. Тие што се достапни, тие што поимако имаат малку мистерија, тајност и така натаму. Што уште можеме да откриеме, а што не е откриено или што би требало да се истражува во тајните архиви на Ватикан? Значи, она што можеби македонската држава треба да посвети внимание да почне да гради кадри по палеографија. Значи, бидејќи тие ракописи се во најголем дел секако на латински јазик, меѓутоа во најголем дел се многу нечитки, тоа се ракописи, не се печатени ракописи, туку се со рака кој Босотова не остави такви наследници кој беше експерт. Јас колку што знам, немаме ние такви врвни палеолози кои што можат да расчитуваат латински текстови. И тоа можеби треба тука да поработи македонската држава да почне да креира, мислам да инвестира во таков тип на кадри кои што би можеле да, нели, и секако од моето искуство да се инвестира во смисол да се престојува таму со години, така правеа и бугарските колеги, така прават сите кои што сакат систематски да го истражат. Зошто да не, ако Македонија имаше своја ателје на Монмартр во Париз со години, со децени, зошто да нема и во... Бидејќи, како ќе ја спомнам, пропаганда Фиде архивот кој што е на Ватикан, меѓутоа не се нарекува тајни и сите документи се достапни, меѓутоа таму има огромен материјал кој што рефлектира таа дипломатска, бидејќи тоа е дипломатскиот оддел на Ватикан и кај што се рефлектира токму политиката на Византија во однос на Балкан. Таму има море на документи, јас направив еден вид на регистар каде што се спомнува Македонија во огромен фонд на ракописи се спомнува на Македонија и на најголемиот дел се на италијански пишувани. Така да тоа би било една порака, да кажеме, за државата и за министерството да и на тој план се посвети, бидејќи навистина тоа ќе открие многу елементи од ватиканската политика на Балкан. Добро, ослепена држава. Ова е својниот обид за алманах за Самуиловото царство, низ истражувањето низ светските анали, особено по престојот на професор Митко Панов во Ватикан. Во Ватикан до 2014, така? Или од 2014? До 2014 од самите почетоци до 2014.
Ова е раритетна книга, затоа е толку скапа. Не, таква е политиката на издавачката куќа. Еве, ќе ви ја вратам за да не бидејќи за моите скромни познавања од историјата или повеќе на културолошко ниво, тоа би било прилично претенциозно да читам и да истражувам. Уште еднаш ви благодарам, поштовани гледачи. Благодарам и јас на поканата. Тоа беше професор Митко Панов. Еве уште само мала карактеристика, тој припаѓа на семејството Панови, на Бранко Панов, еден од најдобрите историчари византолози заедно со Антојак, со академик Антојак, мислам дека беше академик, да. Од периодот на истражувањето на Византија. Ви честитам уште еднаш за истражувањето. Се обидовме да го сведеме разговорот понекогаш и на рамниште на разбирливоста на фактите, иако кога разговарате со историчарите, ќе се зашеметите кој е едниот, па другиот, па петиот, па седмиот и така натаму. Во секој случај ви благодарам уште еднаш. Кога фатив со фамилијата, да завршим со вашата сопруга. Таа го истражува богомилското движење, кој потекнува од овие краеви, да речеме, завршува кон Централна Европа. Нешто што е ерес за Македонската православна црква и преку вас во едно доградно време ќе ја поканам и таа да биде гостин во ова студио, затоа што паметам во еден период пред ослободување, пред самостојноста, една група на интелектуалци, меѓу кои и актуелни политичари после самостојноста, разговараа меѓу другото и за признавањето на Македонската православна црква преку унијатството. Но што тоа значи, мислам дека најкомпетентно меѓу другото може да биде и вашата сопруга. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Пријатна вечер. Следите ЕПП и вести за 10 минути.